Повеќе од 120 луѓе починале во Турција од почетокот на годината поради консумирање на фалсификуван алкохол, објави турската новинска агенција Анадолу. Во главниот град Анкара, 54 лица починаа, а околу 40 други се хоспитализирани во единиците за интензивна нега. Најмалку 33 од жртвите во Истанбул се узбекистанци. Литар раки, традиционален пијалак кој во Турција е зачинет со анасон, во продавниците се продава за околу 1300 турски лири или 35 евра. На околу 30 осомничени обвинети за учество во производство или продажба на нелегални алкохолни пијалаци во Анкара и Истанбул им е одреден притвор. Одделот за контрола на владините трошења на Илон Маск се обидува да пристапи до многу податоци за даночните обврзници, вклучително и податоци за поединци, според лице запознаено со ова прашање. Ова ги поттикна демократските пратеници да изразат загриженост во врска со прашањата за приватност. Тимот на Маск ги бара податоците, но се уште нема пристап до нив, рече лицето, кое побара да остане анонимно. САД имаат строги закони кои забрануваат откривање информации за даночните обврзници, иако постојат исклучоци за спроведување на законот. Во март се враќа најбрзиот циркус на светот кој носи многу новини. Новата сезона во Формула 1 ќе биде понеизвестна од кога било, што е најважната вест. Има и неколку нови стратешки цели, промени во составите, календарот, како и неизбежни законодавни иновации. Формула 1 има за цел да стане јаглеродно неутрална до 2030 година. Ова вклучува намалување на емисиите во сите аспекти на спортот, од логистика до операции на патеката. Тие планираат да елиминираат пластиката за еднократна употреба и да се погрижат целиот отпад повторно да се користи, рециклира или компостира. Каби Ламе, најследениот тиктокер во светот, ги изненади своите обожаватели кога се појави во видео во кое конечно проговори. Инфлуенсерот, кој го следат повеќе од 162 милиони луѓе на TikTok, стекна светска слава со своите едноставни видеа во кои секогаш молчи, реагира на разни совети и покажува лесни решенија без ниту еден изговорен збор. Меѓутоа, неодамна беше објавен клип во кој Каби конечно проговори. Во видео споделено од спортскиот центар на платформата X, Ламе учествуваше на All-Star кошаркарскиот натпревар на славни личности, каде што им порача на соиграчите: "Да победиме, момци." Овој момент ги изненади неговите обожаватели, а многумина коментираа дека првпат го слушаат неговиот глас.